Транспарентноста за јавните набавки во здравството се намалува од година во година. Сдруженијето ЕСЕ спроведе истражување кое покажува дека здравствениот сектор и натаму е длабоко корумпиран. Здравството има тенденција да биде еден од најкорумпираните сектори, алармираат од Сдруженијето ЕСЕ. Во нивното истражување за јавните набавки спроведени токму во овој сектор во периодот пред корона кризата, констатирале оти најмногу пари во здравството потрошило токму Министерството, а транспарентноста кај оваа институција била најниска во 2019 година. Бројот на компании кои низ годините аплицирале на тендерите опаѓал, што остава сомнеш оти одредени фирми се фаворизираат на сметка на други помали компании. Од 2019 година еден договор чинел 1,3 милиони денари, а во претходно во 2016 0,9 милиони денари, што е значителна разлика. Имаме помал број на договори, меѓутоа поскапи договори. И во 2019 година вредноста на која што е склучена највисокиот договор е склучен со една компанија, компанијата Доктор Пановски. Едно истражување кое што има направено ОЕЦД покажува дека всушност корупцијата во јавните набавки во делот на здравството како да кажам, цути. Од Сдруженијето алармираат оти најниската цена не смее да биде критериум наспроти квалитетот кој е особено важен за пациентите. Начинот кој што досега се спроведуваат постапките покажува дека всушност не се спроведуваат на доволно ефикасен и ефективен начин, заради тоа што всушност повторно се соочуваме со проблеми да граѓаните кои одат во одредена здравствена институција треба да сами да си го купат одредениот лек или одредениот материјал како што се завори и слично и да одат да ја добијат здравствената услуга. На можни злоупотреби во јавните набавки укаже и истражувањето кое неодамна го објави Центарот за граѓански комуникации. Тие утврдиле дека кај дури 30% од договорите склучени за време на пандемијата се разговарало само со еден понудувач, а разлики имало и во цените за исти производи кои ги плаќале различните институции. 6,7 милиони евра потрошила државата за јавни набавки во првите 6 месеци од корона кризата. Само Министерството за здравство и ГОП 8 септември од март до август потрошиле 1,2 милиони евра за 57 јавни набавки. Од Центарот за граѓански комуникации заклучиле дека кај дел од договорите непрецизно биле опишани стоките што се набавуваат. Например, дали станувало збор за респираторни или заштитни маски, или скафандери за една или повеќе кратна употреба, што според нив остава простор да се наплати цената за поскапиот од овие производи, а да се испорача поевтиниот.